Господине Билјали, вчера по изборите лидерот на ВМРО-ДПМН излезе со изјава дека не ги прифаќа изборните резултати и дека целиот изборен процес бил осмислена систематска операција за нечесно добивање на изборите во која биле вклучени полицијата, судовите, обвинителството и дека точно знае за кои поединци станува збор. Како може да се протолкува изјава на Груевски? Дали ова значи закана кон некои суди и обвинители и кон членството на СДСМ? Па тој не е во позиција за да порача закани. Мислам дека се работи за основен недостаток на политичка култура, имено кога лидерите би имале минимална доблест, би поднеле оставка, а како биле избори, тоа ќе покажат релевантни меѓународни организации, значи ОПСЕ, ОДИР, Европска унија, Стејт департментот и ред други држави. И мислам дека нивната оценка најверојатно ќе биде позитивна, и така и било. Тоа е да се најде оправдување за пораз, да се спаси сами од себе, што мислам дека и не е можно. Груевски побара нови парламентарни избори според Пражинскиот договор, односно составување техничка влада кој ќе спроведе тие избори и составување на ново специјално обвинителство. Како го коментирате ова, односно неговото барање за нови предвремени парламентарни избори со оглед на резултатот од овие? Па веќе ние имаме еден резултат и кога би имали парламентарни избори, тоа уште потежок пораз би поднел, но мислам дека тука се работи за нешто друго, тука се работи за внатрешниот притисок на таа партија тој да поднесе оставка и внатре и во рамките на ова групата за реформирање. И мислам што повеќе од овој тоа е уште полошо за него, тој значи треба конечно да свати дека неговата политичка кариера заврши, тоа е крај. А специјалното јавно обвинителство или евентуално судство, тоа првенство треба да се докаже што направила претходната власт, па да видим до кај сме, па да видиме дали има потреби и за други. Груевски во своето излагање исто кажа така дека од утре може да бидеме сведоци на спектакуларни политички акции каде ќе се апсат политички противници на СДСМ. Стравува ли господинот Груевски од спектакуларни апсења како на пример она во А1 телевизија или пак можеби она пред Воденица? Ја мислам дека се воспоставува некаков ред, тука е презумција на невиноста, гледаме дека никој не се слика при притворот и така натаму, и тоа што го правеше претходната власт, значи треба се докаже во една нормална постапка, во едно нормално судство, не во тоа судство од тефтерчето што беше за жал една голема трагедија за целокупниот систем на Република Македонија, но ќе видиме како секој треба да одговара за своите дела. Доколку нема предвремени парламентарни избори, може ли да очекуваме нови протести, чија ескалација би била слична на она од 27 април? Мислам дека нема таква кондиција, тоа се покаже и на овие избори, значи треба да стварно луѓето да се убедат дека не е нешто во ред, како што не било во ред со претходната власт, за да се организираат такви манифестации. Груевски не е тој кој веќе може да ги организира тоа. Конечно тој треба да свати што побрзо, сваќа дека е негов крај, тоа е подобро и за него и за државата и за сите. И за крај тој побара оставка од председателот на ДИК, од директорот на Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги, исто така и рече дека и полицијата била вмешана на тоа, односно сите други се виновни за овој пораз на ДПМН на локалните избори, освен тој. Очекувате ли да си поднесе оставка? Мислам логика дека сите се виновни, а ја не, тоа не е во доменот на политиката, туку на невропсијатријата.